Нема да се плаќа за месеците додека градинките поради пандемијата се затворени. На овој начин првиот човек на Штип реши да го изгасне пожарот кој што 2 дена тлее на социјалните мрежи. Ваквиот предлог на локалната самоуправа следи, откако родителите на над 800 деца од предучилишна возраст јавно се пожалија дека само во една од вкупно 2 градинки во градот им е побарано да платат по 521 денара за изминатите 5 месеци. Надлежните денес се правда дека тоа всушност се паушали наменети за тековно работење и одржување на градинките и родителите редовно ги подмирувале во летните месеци или познато како чување на место. Токму поради ова ги имавме и овие координации, консултации и донесовме ваква одлука и имаме ваков став и заклучок после нашите состаноци и средби заради тоа што на градинките ќе им биде потребна поддршка. Тоа се средства кои што во редовни услови и околности треба да се платат кон градинките. Иницијатива за ослободување на родителите од плаќање до Советот на општината ќе поднесе и советничката група на ВМРО ДПМН, од каде што објаснуваат дека во договорот кој што родителите го склучуваат со градинките не постои точка со која се задолжуваат да плаќаат за период кога и градинките се под клуч. Градинката, како и трпео, се повикува на договорот кој го подпишува со родителите согласно кој треба да се платат материјални трошоци доколку детето не оди во градинка, а се чува неговото место. Меѓутоа, градинката заборава дека споменатиот период истата стави катанци на своите врати. Во меѓувреме, 2 градинки се подготуваат за од септември повторно да ги отворат вратите. Според протоколите треба да се намали бројот на деца во групите. Со протоколите е уредено деца од 0 до 2 години да можат во група да бидат 6, додека за останатите од 3 до 10 да бидат 15 деца максимум. Одлука за ослободување на родителите од дополнителни трошоци во време додека градинките се затворени поради пандемијата има донесено во Виница и Кочани, а денови веќе се одлучува и во Македонска Каменица.